Почитуван премиер господин Зоран Заев, почитуван заменик премиер господин Јушев, почитувана министерка за труд и социјална политика госпоѓа Мила Царовска, почитувани директори на Агенцијата за вработување и Фондот за иновации, почитувани пријатели, почитувани представници на медиумите. Навистина представува особено задоволство да бидам тука, да бидам дел од оваа огромна иницијатива и да имам оваа можност да ве поздравам сите во име на UNDP. Недостатокот на пристојна работа ги попречува патот на земјата кон просперитетот, додека пак неквалитетното вработување придонесува кон нееднаквоста, а ова придонесува кон високо ниво на емиграција на образованата младина и зголемување на неформалната вработување. Комплексните прашања на вработувањето бараат и комплексни решенија и тоа е и приоритет на UNDP во поддршката која дава на земјата. Со невработеност на младите со 40%, илјадници млади луѓе со енергија и талент се заминуваат од земјава со што ги напуштаат и ги оставаат градовите и селата без надеж за подобра иднина. Истовремено, сепак, многу приватни компании во земјата бараат квалификувана работна рака. Овој проблем е еден од главните со кој го третира UNDP со владата и соодветно усогласување на потребите на пазарот со образованието. Во изминатите децении дел од напорите поддржани од UNDP резултира со некаде 13.000 нови работни места. Во согласно со принципите на целите за одржлив развој, оваа година ќе продолжиме да ги насочуваме нашите напори во насока оние кои што тешко наоѓаат работа, меѓу кои се лицата со попреченост, ромското население, жените и младите луѓе. Благодарение на решеноста на владата и подготвеноста да се посвети средства и ресурси во борбата против невработеноста и да го отвори пазарот на трудот, и ние поставивме уште поамбициозни цели за 2019 година. Ова, присуството на премиерот денес тука е јасен символ и за заложбата дека на граѓаните има подготвеност на граѓаните да им се даде еднаков пристап кон трудот, пазарот на трудот. Особено сакаме се заблагодариме на Министерството за труд и социјална политика и министерката Царовска, како и Агенцијата за вработување за нивното изворено партнерство. Дозволите ме да завршам со зборовите на францускиот автор и Симон де Бовуар, кој што вели дека сегашноста не е потенцијал на минатото, туку ова е момент за избор и за акција. Би сакала на сите да посакам овој историски момент на развојот на земјата, да го направиме вистинскиот избор, да преземеме вистински акции и да донесеме една просперитетна иднина